Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска тука пред нас пратениците единствено нешто кое што стигнува на така многу мал материјал кој што го добивам како пратеници од владата е единствено само задлужување и само задлужување. Денеска сме повторно сведоци дека имаме ново задлужување од страна Министерството за финансии. За жал, министерката за финансии во последен момент излегол сериозно патување на кое што треба да ја представува државата. Ја нема тука во собранието да одговори, да даде одговор на сите прашања кои што ги имаат народните избраници. Еден колега тука во собранието постојано повторуваше нов ден, ново задлужување. Почитувани колеги, почитуван колега, каде во таа ваша платформа 1198 или не знам како беше, бетивте дека секојдневно ќе ја задлужувате државата и дека со толку фрапантни суми на средства вие во овие почеток, да речем во средина на мандатот, ќе ги заложите граѓаните. И за жал, денес тука не зборуваме само за бројки, камати и кредити, денес зборуваме за еднината на државата, за товарот што оваа власт им го остава на граѓаните и на идните генерации. Зборуваме за економска политика која наместо развој носи долгови и само долгови, задлужувања, несигурност и комплетна финансиска зависност. Владата на Мицкоски и министерката Кочовска ја туркаа државата во опасна должничка спирала. Наместо економија, што создава новата вредност? Гледаме власт која секој месец бара нов кредит за да ги покрие дупките што сама ги создаде во буџетот. Едноставно кажано, немаат пари за да ги сервисираат основните потреби на државата. И почитувани пратеници, фактите се поразителни. За само 2 години создаден е нов долг од околу 2,5 милиарди евра. Замислете, 2,5 милиарди евра на половина мандат, додека јавниот долг достигна историски највисоко ниво од околу 11 милиарди евра. Тоа не се само статистики, тоа се пари што ќе ги враќаат нашите деца, нашите внуци. Но тука не застанува приказната. Освен што ја заложи државата, оваа власт ги заложи и општините. Ги заложи јавните комунални предпријатија, ги турна локалните институции во финансиска зависност и остави долгови што повторно ќе ги враќаат граѓаните. Денес многу општини едва функционираат. Јавните предпријатија тонат во долгови и се во комплетен колапс. Нема пари за основни услуги, за водовод, за хигиена, за инфраструктура. Гледаме што се случува во општините, што се случува во самите градови. Пустош на секој поглед. ВМРО ДПМН врзува втор мандат како власт во локалните самоуправи, нула капитални инвестиции, нула инвестиции од централниот буџет. Она кое што гледаме сега во моментот се сликаат актуелните градоначалници на проекти и на пари кои што ги дава владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Практично оваа власт создаде систем каде што целата држава, од владата до општините и јавните предпријатија живеат буквално на кредит. И што добија граѓаните од тие пари со кои што се заложија? Дали добиваа повисоки плати? Не. Дали добиваа минимална плата од 600 евра? Не. Дали земјоделците добиваа повеќе субвенции? Не. Дали младите добиваа перспектива? Не. Но затоа добиваа нови задлужувања, нови камати, нови провизии и нови сомнежи за нетранспарентно трошење на народните пари. Почитувани, да не заборавиме и унгарскиот кредит од 1 милиарда евра, кој власта го представуваше како историски успех и спас за економијата. Каде завршија тие пари? Дали завршија во нови фабрики? Дали се отворија нови работни места? Дали донесоа капитални инвестиции што ќе создават економски раст? Не, почитувани граѓани. Граѓаните не видува никаква суштинска промена. Насто развојни проекти, јавно се слуша за пари распределени без јасни критериуми за средства кои завршуваат кај блиски компании за трошење без очети и без конкретни резултати. Власта се заложи со 1 милиарда евра, а денес граѓаните со право прашуваат каде се тие пари? Што конкретно изградено? Кој има корист од ова заложување? Каде е министерот за локална самоуправа? Преку кој министерство се распределија парите за општините во градовите? Дали има информација да каже колку пари се потрошија од општините? Кој капитален проект е реализиран со тие пари? Бидејќи ако државата зема кредит, народот не гледа подобар животен стандард, тоаш некој друг очигледно има корист. И токму затоа довербата кај граѓаните опаѓа, а довербата опаѓа кај финансиските институции. Последното заложување најдобар пример за тоа. Владата бараше 300 милиони евра од странски банки, доби 260 милиони евра со провизии и скриени трошоци.
Што значи тоа? Тоа значи дека дури на банките нема целосно добра во економската политика на владата. А власта се обидува ова да го представи, замислете, како успех. Успех да види задолжувањето. Каков успех е тоа кога барате 300 милиони да добивате помалку? Каков успех е тоа кога влегувате во поскап и понеизвестен кредитен аранжман? Каков успех е тоа кога државата плаќа дополнителни милионски провизии? Само еднократна провизија изнесува 1,4% од заемот плюс дополнителни трошоци на годишно ниво. Според проценките, разликата помеѓу фиксните и варијабилните камати заедно со сите дополнителни трошоци ќе чина државата, замислете, 18 и 20 милиони евра повеќе. 20 милиони евра повеќе. И тоа се поставува легитимно прашањето. Каде тие 20 милиони евра можеа да се искористат? Во изградба на училишта, градинки, болници и така натаму и така натаму. Но не, овие пари ќе одат за камати и провизии, поради неспособноста на власта. И тука се поставува клучното прашање. Зошто владата не го обезбеди целиот износ од фиксни и поповолни услови преку евробрзница? Зошто свесно влезе во варијабилен и поскап аранжман со скриени трошоци и такси? Никој не дава одговор. И затоа јавноста има право да се сомнева. Почитувани, ова не е само економски проблем, ова е проблем политичка одговорност. Кога државата задолжува без јасна стратегија, кога процедурите се газат, кога собранието се претвора во сервис за брзо изгласување кредити, тогаш зборуваме за опасен модел на владење. Владата толку се брзаше што ова заложување веднаш по празникот го стави во законска собраниска процедура на еден скандалозен начин. Тоа покажува паника, покажува дека буџетот недостасуваат пари, покажува дека ликвидноста е сериозен проблем, покажува дека државата живее од кредит до кредит. А што ќе се случи утре? Веќе се најавуваат нови заложувања за сервисирање старите долгови и евробрзници. Тоа значи дека земаме нови кредити за враќање на стари кредити. Тоа не е развојна политика, тоа е финансиско преживување. И најстрашното се што граѓаните не чувствуваат никаква корист од овие задолжувања. Нема нов животен подобен стандард, нема економски бум, нема подобри јавни услуги. Има само поскапи кредити, повисоки цени и поголема неизвестност. Почитувани граѓани, но задолжувањето мора да создава вредност, мора да носи развој, мора да има јасен план, јасна корист за народот. А денес гледаме нешто сосема друго. Гледаме власт која се задолжува за да ги покрива сопствените неуспеси. Гледаме економија без визија. Гледаме расипничко трошење и неодговорно управување со јавните финансии, со јавните пари. И затоа денес мора јасно да кажеме: Македонија не смее да застане и да стане држава заложник на долгови. Ке продолжиме да бараме целосна транспарентност за секој заем, за секоја камата и за секој потрошен евроцент. Ке бараме одговорност од сите оние лоши одлуки кои што го штетуваат буџетот и иднината на државата. Бидејќи народните пари не се партиски пари, бидејќи буџетот не е каса за политички експерименти, а иднината на граѓаните не смее да биде ставена под хипотека. Почитувани граѓани, денеска сме сведоци дека ВМРО ДПМН на скандалозен начин, преку прекршување на деловникот во собранието, повторно ве задолжува. И повторно најавува тука скриено дека нов заем се спрема. И затоа, почитувани колеги пратенци, ставете си го прстот на умот што правите на државата. Благодарам.